Јас прво сакам да се навратам на нешто друго кое што е поврзано со ова кое што вие го прашувате. Ние секојдневно изминатиот период сме сведоци на буквален атак кој што се случува врз судската власт, врз основа на тој на обвинителите. Не сме да дозволиме било кој политик има во предвид за било кој од било која институција и од било кој случај. Добро, кога сме веќе кај судството, веќе споменавме и оние реформи кои што се бараат во правосудниот сектор, меѓу кои е и барањето за повисоки плати, се бараат од Унијата. Премиерот е против тоа, неколку пати јасно си има изјаснето нели околу тоа. Според него, моменталните суди и обвинители не ги заслужуваат ниту сегашните плати. Треба ли Еве Лукаревска според вас, доаѓате од СДСМ, да пораснат платите на судиите и на обвинителите и дали според вас на таков начин ќе се намали корупцијата која што за жал ја имаме во правосудството? Јас прво сакам да се навратам на нешто друго кое што е поврзано со ова кое што вие го прашувате. Ние секојдневно изминатиот период сме сведоци на буквален атак кој што се случува врз судската власт, врз основа на тој на обвинителите. Не сме да дозволиме било кој политичар, било кој партиски припадник, да го наруши оној баланс кој што мора да постои помеѓу судската власт, извршната власт и законодавната власт. Нас алармантно ни наговестува извештајот од Европската комисија дека ние немаме реформи во судството, дека заостануваме, а истовремено и дека имаме одредени политички притисоци, односно влијание во извршната власт во рамки на судската власт. Она кое што го слушнавме, мислам дека и колегата Бране беше присутен на седницата стартна на Комисијата за финансирање и буџет за предлог буџетот за 2026, таму утврдив одредени забелешки кои што ги кажа јавниот обвинител, дека они имаат 1/3 кадар од она кое што е предвидено со кое што треба да ги работат своите работни задачи. Немаат одредена техничка поддршка, немаат кој да им ја потпише завршната сметка и кој да им ја изработи завршната сметка. Мислам дека најчесто зборуваше за таа финансиска автономија. Од друга страна, она кое што следува во рамки на буџетот, како посебна ставка, таа ставка во моментот со новиот буџет не соодействува со она кое што е законска обврска ја има. Значи, пак прекршуваме одредени правила. Дали си ја работат соодветно својата работна задача или не, политичарите се најмалку тие кои што треба да судат и да атакуваат или пак да критикуваат. Добро, но дали еве реформите според вас треба да бидат насочени кон повисоки плати? Реформите треба да плати според вас и дали ќе променат? Самите плати треба како зголемени нешто или е потребна нели поголема суштинска реформа како што споменавте вие и за нови вработувања во судските? Од реформската агенда треба да почнеме најпрво. Добро, меѓутоа еве и барањето за платите се дел од таа реформска агенда. Реформската агенда значи 12 закони. Министер во владата кој што на ниедно пратеничко прашање кој што се однесува за реформската агенда не дава одговор. Напротив, навредува до вчерашни своји сопартици. Ако е тоа одговор на пратеничко прашање кое што се однесува за клучен сегмент во нашата европска перспектива, таа е реформската агенда, повеќе од 15 месеци, ниеден закон од овие кои што се под капата на Министерство за правда не е влезен во собраниска процедура. Дали е така, колега? И двајцата сме во собрание. Ниеден од тие 12 не е донесен. Во извештајот на Европската комисија стои дека нема напредок во поглавието 23 темелни права и правосудство, кои што всушност се и основата на едно современо општество кое што се стреми да ги фати тие европски текови. Законот за парнична постапка со 2/3 треба да се донесе во собранието, тоа го нема. Независност и транспарентност на Републичкиот судски совет кој што е атакуван постојано од власта и да се даде соодветна примена на АКМИСот, исто така е една од нашите домашни задачи, и да се спроведе стратегија за реформи во судството. Ништо од овие три работи не е спроведено. И затоа, на крајот и кога ќе се зборува за финансиската автономија и за зголемувањето на платите и на судиите и на обвинителите, тогаш испаѓа дека тоа не соодействува со ова кое што всушност е и реалната слика. Врз основа на тоа сметам дека најпрвен треба реформи, а најмалце да се дозволиме да ги направиме и судиите и обвинителите политички привезоци, бидејќи за прв пат во историјата на државата
и Врховниот суд, и Републичкиот судски совет, и Сдруженијето на суди имаат напишано писмо до владата дека се запрепастени од паушалните и непоткрепените, неоснованите напади против нив. Дури беа обвинети за дека се дел од некој државен долг таму од 2 милиарди кој што не е активен во државата, ако се сеќавате, дека всушност прават многу долгови. Така беше една изјава, актуелна е. Жалам што не сте ја слушнале, а истите реагираат дека врз основа на глоби, казни, пресуди и така натаму на некој начин всушност допринесуваат во буџетот. И доколку они се побунат против ова кое што континуирано го зборува власта преку соопштенија, преку пресконференции и така натаму, тогаш значи дека тие даваат политичка изјава. Тоа е лошата перцепција која што сакаме да направиме. Добро. Петрушевски, ако може конкретно прашање, зошто еве според вас, вие сте од власта, не е прифатливо 1,3% од БДП да биде одвоен нели во следниот буџет за плати во правосудството? Од друга страна, пак еве премиерот во последните изјави вели дека владата е подготвена да ги донесе сите реформски закони од областа на правосудството и како што рече, платите на судиите и обвинителите ќе бидат повисоки, но дека долната граница на буџетот за платите ќе биде од малку повисоко од средниот буџет на земјите членки на Унијата. Колкав би бил тој процент и зошто еве според вас се многу тоа пари? Ај вака да почнеме. Треба ли да добијат такви нели покачувања? Вака моментално, за да биде појасно, ќе зборам малку понародски за да луѓето разберат. Судиите, значи претседател на Уставен суд зема поголема плата од премиер на држава. Судиите се итекако дебело платени во оваа држава. Тоа мора да биде јавно, јасно истакнато. Зборуваме за плати од над 120-130 илјади денари. Тоа се огромни плати, поголеми од платите на пратениците, кои што секојдневно се обвинувани за платите. Што е факт, мора да го знае. Второ, да се направи анализа во регионот колку плати земаат судиите, нашите се на прво место. Но доколку се направи анализа колку предмети сработеле тие судија, колку нашите, тогаш зошто Унијата бара толков процент да биде одделен токму за плати во правосудството? Ќе го објаснам и тоа. Второ, оној процент кој што го бараат тие е нереален. Затоа што ќе бидеме не први, убедливо први во сите членки на Советот на Европа. Во цела Европска унија ќе бидеме на прво место убедливо со 1,3%. Ама бе, нема таква германската држава. амбасадорка за ова. Не. Секој кој што сака да зборува за ова, можеме да зборуваме со факти. Кој сака да надвор, од внатре, не. Зборуваме со факти. Ние податоците не ги измислуваме, ги влечеме од базата на податоци кои што е од Европската комисија, од истражување кои што не го прави. Таму кај што нема напредок. Извештајот на Европската комисија вели нема напредок. Тоа е дел на извештајот, меѓутоа збориме сега за статистика каде што се наведени колку процент од буџетот и од бруто домашниот производ одделуваат државите за правосудството и земјното обвинителство. Значи, ние ќе го прифатиме тоа. Сите овие закони ќе бидат донесени. Имате ли информација колку е тој среден просек? Екзактни податоци каже премиерот, мислам дека е медијаната дека е некаде околу 0,35 како една медијална вредност за судството и не знам 0,9 мислам дека е за јавното обвинителство, не ме фаќате за збор за прецизност, меѓутоа имаше премиерот прецизна конкретна изјава по однос на овие податоци. Добро, дека кај нас барањата се 0,8% за судството, а 0,5% за обвинителството. Така нешто. Овие бројки ќе ги ова независност ќе ја прифатиме. Бројките ќе ги тврдиме согласно она што е стандард или просек во Европската унија и во членките на Советот на Европа. И ќе им се даде таа независност. Нема никаков проблем, мислам. Ќе се донесе тој закон, сите закони ќе бидат донесени. Значи тоа се 12 чекори, не се сите во делот на правосудството, делот на планот за раст, 12 се. 10 чекори ќе бидат завршени до крај на оваа година, меѓу кои ќе биде и ова условно кажано нивна финансиска независност што ја барат, меѓутоа жал ме што целата дебата за реформите на правосудството ни се сведува на повеќе пари. Навистина ми е жал затоа што нема еден граѓанин во оваа држава кој што ќе каже дека ние имаме добар правосуден систем. Еден граѓан нема така. И сега ние дебатата ја сведовме на повеќе пари за судиите и обвинителите и на поголеми плати. Тоа е дебата. Од реформиме ништо. Никој не збори за дигитализација на правосудниот систем кој што ќе ни помогне и ќе го забрза процесот на судење и нивните процеси ќе ни придонесе за транспарентноста и се она што значи придобивка дигитализација. И она што е многу битно, никој не зборува како да утврдиме
јасен механизам на одговорност за оние судии и обвинители кои што не си ја вршат работа или ја постапуваат незаконски. Затоа што сегашната поставеност на системот, судскиот совет и советот на јавни обвинители е единствено надлежен да избира и разрешува суди. Ги погледнав извештаите на судскиот совет по однос на судиите, пошто ги доставуваат до собранието годишните извештаи. Немаат разрешено ниту еден судија со години. Имаат неколку постапки кои што се во правните лавиринти за глави. И сега ние од толкаво незадоволство од граѓаните кои што не гласале. Јас сум излегувал и како опозиција и сега како власт со милион пресконференции и против функционери кои што постоело основно сомнение за криминал и против бизнисмени. Не сум можел да се јам дома, не сум морал тоа да го правам, затоа што зборуваме за луѓе кои што се моćни били, дел од власта, имаат институции и така натаму, моćни бизнис олигарси и така натаму. Ниту еден од тој процес не е разгледан од јавното обвинителство. Денеска имаме стотици кривични пријави кои што се сработени и поднесени од Министерството за внатрешни работи и другите органи за надлежни за прогон, кои што стоат во јавното обвинителство и не се разрешуваат. Има ли во барањата од Унијата во однос на овие реформски закони подобрување и во овие критични точки што ги споменавте вие, бидејќи сами ви рековте се сведено е се на платите на судиите и на обвинителите. И дали доколку ви рековте ќе биде повисока нели од средниот буџет од онаа медијана што ја споменавте вие, сепак имаат повисоки плати. Ние сега ако направиме како тоа ќе влијае, ќе се намали ли корупцијата во правосудството доколку земаат повисоки плати, ќе бидат помалку подложни на корупција, каква реформа ќе се добие со тоа? Па никаква реформа нема се добие и нема да се намали корупцијата и тоа ќе ви го образложам сега зошто е така. Инаку само за да добеснам и сега ние сме во рамки на тие бројки. Можеби кај јавното обвинителство ни треба малку покачување, меѓутоа кај судството генерално сме во рамките на она кое што е европски просек. Зошто нема да се реши проблемот со поголеми плати? Имавме ние еден испад во правосудниот систем кога се формираше едно специјално јавно обвинителство каде што тамошните јавни обвинители имаат 10 пати поголеми плати од јавните обвинители во републичкото јавно обвинителство. Па дури самите си припишаа. Водеа со својот буџет. Да, па дури самите си додаваа бонуси, па тој месечен приход им достигна и до 20 пати повеќе од една плата на јавно обвинителство. Значи беа платени, преплатени. Што се случи на крај? Наместо да обвинуваат и да покажат како треба да се обвинуваат, тие покажаа како треба да се корумпира. Така што не сум убеден лично дека поголемите плати ќе донесат реформи. Реформи во правосудството ни треба дигитализација, ни треба кадровска промена. Значи секој судија кој што непрофесионално постапило мора да биде разрешен од судскиот совет. И ни треба тој механизам за одговорност на работата на судиите на јавните обвинители. Не може да бидат недопирливи. Не може да бидат недопирливи. Мора да имаме кадровска промена, мора да имаме реформи. Тоа е реформа. Платите, тоа е, како да ви кажам, во зависност од буџетот, во зависност од економските ситуации во државата, како ќе напредуваме, нормално е дека ќе се зголемува. Ама не можеш граѓаните да ги убедиш дека 3000 евра е мала плата и паралелно Уставен суд да преиспитува одлука на закон донесена од собрание за линарно покачување на пензиите и да ги каже на пензионерите дека биле повластени или дискриминирани оние со големи пензии. Мислам дека така не може да зголема довербата кај граѓаните. Мислам дека така нема да ја зголема. Така, добро, Лукаревска, доколку сакате контрареплика на Петрушевски, ако не сакам да се префрлиме малку и околу внатрепартиски теми. Вие во суштина сите ги нападнавте. Го напаѓате обвинителството, не мислам вие конкретно. Обвинителство, судство, Уставен суд, сите ви пречат. Значи судската власт не ми пречи, ги напаѓам. Ги напаѓате? Да. Зошто? Ги критикувам, затоа што не работат. Не е така. Баш не е така. Зошто тогаш не дадете изјаве за кадровската понуда, рековте дека мора да се менува и така натаму, кога таму имате баџанак на еден од коалиционите партнери ваши во судскиот совет, како и жена на поранешен или се уште актуелен е градоначалникот на Радовиш. Тоа е кадровската понуда, тоа беше најсвежата вест. Совет, Сања. Тоа се суди. Судски совет е друго. За судски совет имавме интерпелација, разгледувавме во собранието, баравме и гласавме интерпелации, баравме смена. Еви сега барам смена. Сите нека биде смена. Ама и Весна Дамева да биде смена.
Сите да видат таа интерпелација која што ја се случуваше во собранието, токму на тоа алармираат во извештајот на Европската комисија. Мешање, политички притисок. Ги слушаме и амбасадорката на Германија, и сега предвадена на последното интервју на американската амбасадорка. Помалку зборување, повеќе делување. Не можеме ние да бираме обвинители, ние да настојуваме некој да биде обвинител или не. Има закон како треба да се бираат. Обврската на владата е систем да направи функционален ако све не чини до сега. Ама сигурно дека имаме и сеќавање порано и вие сте сведок на тоа. Сваровски судство имавме. Така ли беше? Може да се навраќаме колку сакате познатите за тоа. тефтерчиња. Од тогаш за ние многу одиме ани. надолу, од тогаш ние одиме надолу. Тоа Па Сваровски добро, судство зошто па вие и него тефтерчињата. подкренавте нагоре малце кој имавте 7 години после Сваровско судството, дајте малку да направите некоја реформа вака системска реформа која што ќе Направени го се доволно подобри. реформи, сега на Па потек сте зошто- вие. зошто Доста не веќе ги ние гледаме само тие зборуваме реформи? што било. Не може 15 сега вака. години и пол сте на власт, година и пол знаеш сте што на е, власт. суштината е ваква 12 сега. реформски закони, ни еден светло на Не, денот ти- нема видено. Многу повеќе се донесени, Нема а овие се видено. оние кои што треба да се донесат, да не замајуваме. Овие се тие реформските ние што ни ги излеговме- бара. Тоа е домашната задача наша. Ама не е Како само тоа, не? Сања, има во делот на дигитализација, затворени дигитална трансформација, законите што не ги гласавте, а ги поддржавте. Согласно средствата Имаше добиени многу. планот за раска и Ние сме Министерството лидери. за правда, Ние сме- компири нула реализација. Ќе биде и таму повторно се реализација. даваат средства од буџетот за најголемите неработници. Ќе биде реализација министри. и во правда, меѓутоа енергет- другите се затворени. Другите се затворени, сплатени. Ние сме лидери во делот на план за раст. И ќе продолжиме да бидеме лидери во реализација. Другите Колку има застануваат за реализација нас. Министерството за економија? Нула. Колку има Не, реализација нема. Министерството за правда? Сега мислам отидовме од една тема во друга, Нема везе, меѓутоа ама реалноста е таа. суштината е друга. Суштината е дека Зошто сега нема не може да реформи? критикуваш дека не треба да се меша владата во правосудството, од една страна, и од друга страна да велиш направете реформи, затоа што едното со другото се судира. Ние излевавме на избори. Не, ама Дозволете. ми ги извртувате тезите. Така и ќе се Не ги дообјаснам. извртувате тезите. Значи, ние излевавме на избори. Ние рековме Така. дека ќе бараме Правда. Да, неспорно Ќе тоа. донесете Јас реков правда. дека јас зборев на пресконференција, Така е. еден од Така е. најчесто што излегувал бев јас Да. во тој сегмент. Да. И рековме комплетна смена на судскиот совет. Затоа што надлежноста Како ќе се во бира? делот на исто ќе се бира. Како? Дозволете, надлежноста на избор на суди и разрешување, она што според мене моментално е побитно, затоа што ни треба и кадровска реформа, е во судскиот совет. Во судскиот совет тројца од членовите се избрани како предлог на собранието. Да. Вашата претеничка група ги избрала. Вашата претеничка група. Сега нема да бидам непристоен да кажам од вашиот штаб да ме ја донеле, меѓутоа еве вашата претеничка група ги избрала. Другите кои што сочинуваат Ова е мнозинство, жена на градоначалник ваш дозволете, Радовиш. другите кои што се во делот на го формираат мнозинството се избираат од редот на самите суди. Така што преку таа првична промена сакавме да укажеме да почне правосудството да функционира, односно судскиот совет. Ние Бевме сите искритикувани партии се и од согласивме Европската за комисија. ветинг во судството. Така ли беше и вие во програмата и Ама ние тој во ветинг мора програмата. судскиот совет да го спроведе, не може да го спроведува. Како ќе го бираме судскиот совет? власта. Ние имавме предлог во нашата програма да се избира на истиот принцип или сличен, видоизменет можеби малку, како што се бира и членови на Државната комисија за спречување Добро, излеговте, корупција. на избори не добивме ние. И Ама така што еве, тоа. окей, не сме добиле овој предлог, дали држи вода или не држи, кажете ми вие. Вие сте сега, дали би го земале во предвид? Транспарентен, јавен може да процес. разговараме, ама мислам дека нема да помине затоа што оној Нема да ви систем одговара. Не, оној систем кој што е воспоставен на избор на членови на судски совет од редот на самите суди, мислам дека треба да остане, само треба да биде зајакнат Затоа овој реков, дел. видоизменето нешто. Така. Не, сигурно нема да биде баш копи-пейст како за ДКСК. Е така. Ние излеговме со тој предлог. Бевме искритикувани од европската, од меѓународната заедница, од домашната јавност и рековме добро. Ајде, доколку иако сме добиле легитимитет, сериозен на изборите за тој проект, ајде дајте друг предлог со кој што ќе го реформираме правосудството. Година и пол никој не даде друг предлог. Ниту од меѓународната заедница, ниту од домашната експертска јавност, никој. Ајде, ако дозволите во Мандати интерес на имаат времето, луѓето, да. по локалните избори и двете партии, СДСМ и ВМРО ДПМН најавивте конгреси. ВМРО ДПМН станува збор за редовен партиски конгрес, додека пак лидерот на СДСМ Филипче најави вонреден конгрес по локалните избори. За сега немам информации кога би се одржал тој, но и кадровски промени. До сега видовме само една промена, односно на подпредседателското место, но на испразнитото на местото на Чупеска, назначен
нов подпредседател. Не е уште назначен затоа што има процедура. Така, Тоа е добро, на предлог предложен, на веројатно, извршниот ќе одбор, да. треба Тоа да на се централен одбор да се прифати, гласа, од, бидејќи лошо беше протолкувано во јавноста затоа. Добро, сепак една промена е она што досега го видовме во јавноста. Имате ли конкретна информација кога ќе биде тој партиски конгрес и до каде се кадровските промени? Најпрвин, како што го слушав и јас, председателот Филипче, дека треба да имаме централен одбор, на кој што ќе се дискутира веројатно и за она што значи исход или резултати од локалните избори, па потоа согласно статутот налага да после секои избори одиме на конгрес и повторно и таму да се дебатира. Доколку се има потреба за покрупни кадровски промени, тогаш Централниот одбор дава соодветен предлог, а дел од раководните структури се бираат и на конгрес, односно заменик председателката, целиот Централен одбор и надзорниот одбор. Во моментов колку што јас имам информации, се прават одредени разговори со профилирани партиски наши другари, со председатели на општински, се анализираат резултатите и се прави соодветна посебна платформа, стратегија за функционирањето, делувањето на СДСМ во наредниот период. Така, меѓутоа конкретен датум за конкретен датум се уште не, затоа што мора преценери да се свика Централниот одбор кој што ќе го утврди датумот за одржување и времето и местото на конгресот. Но очекувам дека би требало да биде за Уште едно прашање, Петрушевски, ако ми дозволите. Координаторот на пратеничката група на СДСМ во Собранието, Оливер Спасовски, најави повлекување од координаторското место поради, како што рече, несогласување со поднесената резолуција со црвените линии. Дали очекувате можеби нови повлекувања и имате ли информации внатрепартиски дали има и други членови, односно други функционери во СДСМ кои што не се согласуваат со таа резолуција и впрочем имате ли информација што се случи со резолуцијата до каде и двајцата сте пратеници, знаеме дека е поднесена во Собранието. Да, резолуцијата се поднесе во Собранието некаде пред почетокот на локалните избори. Сега очекуваме да видиме понатаму, веројатно и во Собрание ќе треба да се достави за да се навратам на првиот дел од прашањето. Повлекување на Оливер Спасовски во моментов нема, бидејќи тој е актуелен координатор на пратеничката група. Не, тоа беше од претходниот период во рамки на локалните избори. Се разговараше нешто околу резолуцијата. Не би сакала да зборувам во негово име воопшто, бидејќи може да биде ми погрешно интерпретирана, но сакам да кажем дека пратеничката група начело со Оливер Спасовски како координатор, во моментов сметам дека и така треба да биде најсилната топаница на СДСМ, затоа што Собранието е арената во моментов која што е актуелна и која што ги овозможува сите оние дебати, закони, борба на некој начин, ако сакаме така да кажеме, и за на буџетот. Не. Не, тоа беше усогласено, разговарано беше и со председателот Филипче, имавме една заедничка координација на ниво на пратеничката група. И останува, останува, мислам, ова е малку застарена вест. Конкретно не сакавте да зборувате околу резолуцијата, нели, односно неговиот став околу поднесената резолуција со црвените линии, дали вие се согласувате со неа? Ние кога разговаравме на ниво на пратеничка група, значи зборувавме пред се за тајмингот, кога е соодветно да се поднесе таа резолуција. Никогаш не зборувавме за содржината на резолуцијата. Напротив, цврсто стоиме сите позади тоа дека треба да бидеме пионери, можеби, во делот на градење на политички мостови за она што значи европска перспектива на државата. И во таа резолуција буквално хронолошки се наведени сите оние чекори кои што до сега се превземени, вклучувајќи ги оние и тешки француски предлози, протоколи и така натаму, но беше дискутабилно околу моментот на поднесувањето на резолуцијата, дали тоа ќе предизвика одредени негодување или негативни поени доколку биде во пресред на локалните избори. Мојот став беше да биде после локалните избори. Така, добро. Петрушевски, вашиот партиски конгрес е веќе закажан за 6 декември. Што точно може да очекуваме од него? Какви структурни промени се подготвуваат во партијата? Ќе има ли некои суштински смени на високи позиции и дали тие се можеби тесно поврзани или ќе влијаат и на она најавена владина реконструкција? Па не мислам дека не тоа е редовен конгрес на ВМРО, да помане кај нас ситуацијата е чиста. Добро, меѓутоа се најавени структурни промени. Да, тоа е во рамки на мандатот на председателот на партијата Мицкоски, кој што
ајде, ако нешто се знае од Конгресот, тоа е дека ќе му биде продолжено, ќе доби уште еден мандат да ја менаџира и раководи партијата ВМРО-ДПМН. Во делот на кадровските промени се во негова надлежност и мандат, така што немам тука што да додам. Она што можам да кажем е дека ќе ги сумираме убавите резултати кои што ги освоивме на локалните избори, ќе ги анализираме можеби делот на недостатоците, ќе ги потврдиме успешните политики, ќе ги коригираме оние политики кои што се помалку успешни и како реструктурирани и посилни ќе продолжиме до наредниот циклус на парламентарни избори. Така што нема што конкретно тука да се додаде, она што е јасно дека председателот Мицкоски ќе добие уште еден мандат. Добра, ајде малку и околу евроинтеграциите, односно она обврска уставните измени која што остана. Еве денеска имавме една изјава од министерот за евроинтеграција Орхан Муртезани, кој што рече дека веројатно се подготвува некакво раздвижување. Најавивте и вие и самиот премиер Мицкоски најави дека по нова година ќе има нели обиди за поинтензивна комуникација меѓу Скопје и Софија. Има ли во моментот некаква комуникација, има ли некое предвижување? Еве тој во неговата изјава вели дека се прават напори заедно со европските партнери околу тоа, нели да се направи некаков диалог со Софија. Докаде сме на тој план и што очекувате по нова година? Најпред мора да истакнам дека владата континуирано овој период се труди да изнајде решение за деблокирање на овој европски пат, кој што за жал претходната влада не донесе таму кај што не донесе во еден ќорсокак. И во континуитет бараме решение, нудевме многу решенија и со барање за изгласување на резолуција во Европскиот парламент заедничка со Бугарија и во сите оние гаранции. Нас ни недостига искреност. Тоа е многу битен момент. Само искреност ќе ги придвижи евроинтеграциите напред. Затоа што нас не е битна заштита. Искреност од наша или од бугарска страна? Од сите други страни. Затоа што нас не е битна заштитата на нашите национални интереси. И тука е црвената линија преку која што ние нема да преминеме. Мислам дека не се искрени со нас. Добра, можноста за трет протокол, едно креативно решение кое што пред неколку месеци беше споменато од председателката Силјановска Давкова, еве сега некако повторно се актуализира, колку тоа е возможно и што би добила Македонија од тоа? Тоа е техника. Техника е дали ќе биде протокол, дали ќе биде резолуција во Европски парламент, дали ќе биде гаранција, дали ќе биде одложена примена на уставните измени. Сите тие работи се техника. Суштината на проблемот е дека ние немаме искреност од другата страна. И самите сте сведоци на изјави до ден денеска на бугарските политичари. Како ќе се самите промени сте тоа? сведоци Работите ли на како тоа? реагира во Европскиот парламент кога се гласаше извештајот за Македонија и какви беа амандманите и каква беше реториката. Додека не се зајакне до вербата и додека не се подобри искреноста од другата страна, не можеме да најдеме решение. Не постои магично решение кога некој сака да те асимилира, национално да те дискриминира и да те угнетува. Не постои такво решение. Ајде, Лукаровска, повелете, бидејќи сме при крај со емисија. Па добре, еве, повторно слушаме за одложена примена на уставните измени. Тоа е тоа постојано замеување на јавноста, а сите, буквално сите странски представници, еве и денеска министерката за европски прашања од Шведска, мислам, беше истото го кажа, дека уставните измени и веднаш потоа се продолжува по европскиот пат. Трет протокол, како што јас го прочитав и го слушнав министерот Муртезани, тој рече дека третиот протокол треба да се сведе на диалог и доверба, бидејќи сега малку ни се оддалечени позициите, односно тапкаме во место, и дека треба да почне веќе да се прават одредени разговори, да има одредени придвижувања, но сепак сега палката е во рацете на власта. Треба да слушнеме од нив која ќе биде солуцијата, кои ќе бидат решенијата, како ќе се спроведува целиот овој процес, бидејќи постојано сме во наративи, во приказни, а никако не слушаме конкретно решение. Затоа и да се навратам предходно, затоа и дадовме ние онаа резолуција, да ги покажеме црвените линии, да пружиме рака едни со други и заеднички да ја спроведуваме оваа наша европска агенда. Меѓутоа, една причина и последица и домашна задача и обврска се уставните измени. Друго немаме ништо, колку што ги слушаме сите. Тоа е и обкружувањето кое што не. Ама контрадикторно е ова. Контрадикторно е однесувањето на ССМ. Кој кој дел? Еве ќе ми дозволите, до пред некое време не убедуваше целиот врв на ССМ дека заштитени се националните интереси,
нема идентитетски Тоа е оставки, така. Заштитени се идентитет, јазик, Фронтекс, Добро, мислам, така, го слушавме потврдено е. Фронтекс на чист македонски јазик, кога слушавме. Така Да, е. се е тоа така. Така е. Тогаш, зошто потреба од страна на СДСМ да се поднесува резолуција за заштита на македонските национални интереси, односно за црвените линии? Ако ова вака како што го говорите е така, зошто е потребата да се поднесува една таква резолуција? Очигледно дека не е баш така, Не. и очигледно дека однесувањето на Бугарија и во Европскиот парламент Не. и генерално на нивните политичари не оди во прилог на ова кое што вие говорите. Не се проблем Напротив. бугарите во уставот. Само- Проблемот е она што следува после тоа, затоа што тоа нема да биде последна отстапка која ќе биде барана од нас. И ние како влада се трудиме на што го темелите вие ова? на Дека претходното ова ќе- искуство кое што го имаме како држава 35 години. Значи, ние вие како мислите држава дека европската менувавме перспектива треба да пари, застане. Устав, Европската име, перспектива никако, треба да застане. никако. Резолуцијата Никако не треба да е застане. Така, потврда дека има добра волја од страна на СДСМ затоа што ние ја предводевме европската перспектива до 2024. Потоа, грижата и обврската е на вас. Ние сакаме да покажеме дека тука сме, стоиме позади таа европска приказна, меѓутоа само заеднички треба да можеме биде. да го изодиме тој И пат. така треба да биде. Што правите вие по тоа прашање? До сега зборевме Ништо. на ова. Ма ништо На ова немате тема. направено, само и се изолираме постепено. Така, ќе морам да ве прекинам тука на крај на емисијата сме, ќе имаме и други можности да зборуваме Се надевам. околу евроинтеграциите па и околу сите други прашања. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и оваа вечер и останете со програмата на Канал 5 телевизија. Пријатно.